Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски најави дека постапките на терен за БРТ проектот ќе започнат во 2027 година, додека во меѓувреме ќе се реализира набавка на повеќе од 100 нови автобуси за обнова на јавниот превоз. Во интервју за Радио Слободна Европа тој посочи дека процесот со Европска банка за обнова и развој е откочен по повеќе месечни напори и дека во втората половина од годинава се очекува почеток на тендерска постапка. Според него станува збор за сериозен проект кој треба да придонесе за намалување на сообраќајните гужви и подобра организација на јавниот превоз во главниот град. Во однос на ревидирањето на втората траса од Кисела Вода до Радишани, градоначалникот истакна дека е формиран сериозен тим кој работи на целосно покривање на градот, нагласувајќи дека не е доволно да се опфатат само правците кон Ѓорче Петров и Новолисиче. Планирано е додавање на траси кон Радишани, кон Драчево со цел да се обезбеди поквалитетен и подостапен јавен превоз за сите граѓани. Со набавката на 100 автобуси со поддршка од владата, како и дополнителни 30 автобуси преку БРТ проектот, според него, градот ќе располага со доволен број на возила за покривање на целата територија на Скопје. Во однос на критиките дека проширувањето на улиците може да придонесе за зголемено загадување, градоначалникот посочи дека се применува паралелен пристап, решавање на тесните грла во сообраќајот со цел подобар проток на возила, но и инвестирање во еколошки транспорт. Меѓу мерките ги наведе субвенциите за такси превозниците за набавка на ековозила, како и плановите за гасни централи и алтернативни решенија за домаќинствата кои користат цврсти горива. Ѓоргиевски најави изградба на нов луна парк наменет за сите возрасти, посочувајќи дека тендерската постапка е во финална фаза и дека очекува до јуни 2027 проектот да биде реализиран.